Па на почеток да ви кажам дека резултатите се веќе видливи, иако нашиот прв курс беше некаде од пред година дена. Апсолутно најдовме примена на искуството, односно едукацијата што ни ја пружи Triple-S, поготово со нивниот курс бизнис ту бизнис за унапредување на продажните вештини. Нашето друштво Топлификација АД во 2 наврата организираше обука заедно со Triple-S. Пред 2 години беше првата обука на тема менеджмент вештини, која беше наменета за младиот раководен кадар во фирмата, а 2 години подоцна, со оглед на доброто искуство и успешната прва обука, се одлучивме и да организираме уште една, овој пат за специфичен тип на нашите вработени, кои има директен контакт со нашите клиенти. И првата и втората обука беа одлично организирани, и се одвиваа многу добро уште во подготвителната фаза. Значи, група млади и образовани тренери не посетија и се запозна на лице место со специфичностите на нашата дејност. Почетокот на соработката е врзан за типизирана обука, унапредување на продажните вештини и се разбира за сегментот во нашата фирма кој што тоа најмногу го тангира, луѓето кои што работат како продажни представници. И морам да признам дека бев малце скептична. Ние бевме околу 20 луѓе кои ја посетувавме обуката. Беше предавач господинот Митко Керамичиев, на кого многу често се сеќавам и се навратувам на тоа како течеше обуката, особено на начинот и вештината со кој тој ја менаџираше целата обука. Значи, ние, освен тоа што немавме искуство, со таков тип на обуки, мислам дека и секој си имаше одреден вид предрасуди околу сето тоа, одредени дилеми, парадигми, конфузија. Меѓутоа, тој со многу вештина го менаџираше целата обука. Таа беше одлично подготвена, темите многу интересни, а самата презентација многу сликовита. Со многу љубопитност и со многу страф и скепса, да бидам искрен на почетокот, пристапив кон овој тим кој што се наоѓа во Triple-S, не знаејќи првично за кого и за што станува збор. И благодарение на нив и на нивната одлично завршена работа, тој коефициент на скепса падна многу ниско, а задоволството се качи прилично високо. Напротив, не напротив, туку надополнето од она првично што сме го очекувале да го добиеме, како бенефит, како знаење кој што можеме да го аплицираме веднаш и да ги измериме резултатите од истото, тоа стои во сферата на бројките. Меѓутоа, она што може да се добие еден сосема нов пристап кон секојдневните задолженија, кон личната мотивација, кон градењето на еден бренд, препознатливост, еден однос во работата кој што ве издвојува од останатите во средината работна која што имате. Така да еден збир работи во кој што мене ми е драго што се уште имам вака да набројувам нешта од кои што сум задоволен. Унапредувањето на секој поединец кај нас е многу битно и мислам дека дел од вработените кои што го поминаа тренингот веќе се унапредени на повисоки работни места, односно во средниот менеджмент. И секој најде што му недостасува и тоа го примени во праксата и апсолутно дојде до остварување на нашите цели, односно продажбата на нашите производи кај крајните корисници. Ова што го работи Triple-S, мислам дека не подобрува и како личности, јас го чувствувам лично тоа и во приватниот живот. Како да се изменаџира ситуација на работа е многу слично како тоа е дома, во поширокото семејство. На база на задоволството од истото и од постоењето на една потреба да се видоизмени малку односот во оваа наша бранша која што ја тангира фармацијата, се одлучивме за една комбинирана обука. За оние наши партнери кои што се веќе долгогодишни, трајни, кои што делат иста вредност и би сакале да научат нешто ново, како би можеле да го напредиме заедничкото работење. Тоа беше нешто што беше пионерски чекор,
во сферава значи која што ја застапуваме и производите кои што ги работиме. И на задоволство на таа прва група луѓе, значи кои што ја поминаа таа обука со нели сиот оној голем стрес и очекување што ќе биде, започнуваме со циклус кој што ќе се одвива и понатаму. Иако некои велат дека тоа се е за некои други простори и други времења, меѓутоа мислам дека секој од нас може да пронајде сегмент од тие нивни предавања како и покрај нивните големи искуства и да го примени тоа во нашата локална средина и на крајот да добие бенефит и сепак ние како средина да можеме да одиме напред. Што повеќе се креира, односно станува важно имплементирањето на тие особини на ефикасно и успешно управување и работење, се разбира понудата се множи, меѓутоа и критериумите се изоструваат многу. Мене ми е драго, реков уште еднаш, што сите овие сегменти се запазени во оној наш партнер кој што го гледаме и посакуваме и тој да расте и да се развие со нас. Нешто што било пионерско во почетокот сега станува неопходност и верувам дека веќе секоја фирма која што држи до себе и сака да постигне некаков успех, сигурно дека ќе си најде начин да ова нешто го имплементира. Апсолутно постоењето на што повеќе вакви тренинг центри е неопходно заради унапредување на бизнис климата, за неупредување на маркетинг состојбите и на развивање на целокупното наше живење, односно развивање на општеството, а секако и развивањето и унапредувањето на сите нас како поединци.